Добар ден, почитувани гледачи. Недела, точно 17:30 и нашава постојана здравствена абецеда. Во соработка со професорите и врвни доктори од Аџибадем Систина, секоја втора недела, правим по еден ваков разговор, секојаш со повод, и да ви се објаснат некои работи стручни, но и да ви упатиме каде можете да побарате помош за оно што вас ве мачи. Не замисливме беседава како предавање, тука како можност да слушнете што има ново, бидејќи ова се работи за врвни експерти и на кои што подоцна ќе можете да им се обратите. Не треба да ви држам предавање за тоа колку е значено здравието на секој поединец и како државна политика која е сериозен сегмент во светот, така наречено здравје на граѓаните, или ние еуфемистички велевме народно здравје. Но и како една од гранките во индустријата, која смее така да се каже, која е исклучително доходна. Да споменам само дека медицината во Америка годишен промет има некаде околу 20 милиарди долари. Но тоа е во светот. Ние да го направиме тоа што би го ветивме, а тоа е секоја втора недела да разговараме со експертите од Аџибадем Систина. Пред некој ден на брзина парламентот донесе одлука за пострување на казните во сообраќајот. И ги слушнавме и фрапантните податоци од бројот на повреди, смртни случаеви, 170 и кусур. Имаше тешки сообраќајни несреќи кои завршија со смрт, 17 сега имавме, и ние новинарите бараме така секојаш по некоја статистика што вас ќе ви интересира. Верувале ли не дека 12 од овие смртни случаи последици од сообраќајни судери се повреди на главата. Воопшто, меѓу 40 и 44% вели Светската здравствена асоциација од повредите се повреди на глава. Кај децата тој процент, во зависност од развиеноста на државата, се движи некаде од 60 во поразвиените па до 80% кај понеразвиените држави. Затоа мој ваш гостин, според најавата која оди веќе цела недела, е професор доктор Кирил Лозанче. Овде ние ќе зборуваме точно за тоа. Што е неврохирургијата и зошто е толку важна. Добре дете во емисија Абецеда, професоре. Според Бонтонот, тамо после 17:30 треба да си посакуваме добро вечер. Се согласувам со вашиот забелешка. Јас кажав статистичките податоци од Светската здравствена асоциација. Знаете самите дека сме во Македонија во момент во кој што одеднаш на неколку месеци имавме 17 смртни случаеви од сообраќајки, и го реков и постотокот. Вашите сознанија околу тоа? Добро, вие бројките ги кажавате фактички, само да напомнуваме на друга бројка, понова статистика, значи, на 100.000 жители имаат се рачуна околу 300 повреди на глава. Че овој случај зборим повреди на глава као цел овој систем. После ќе објасниме значи кој е тој систем, меѓутоа значи околу 300 што е огромна бројка. Фактички од цел морталитет, значи тоа е смртни случаи, 40% кај политравматизирање, значи за пациенти што повеќе повреди по повеќе системи, 40% се должи баш вари повреда на мозокот и главата и мозокот заедно. Значи дека фактички сите повреди се многу пременити со смртни случаи. Докторе, медицината напредува заедно со степенот на технолошкиот развој за можности да и се помогне на пациентите загрозените, и вложувањето во медицината е нужност денес, исто како и вложувањето во знаењето на луѓето кои употребуваат. Вие доаѓате од Аџибадем Систина и овде имаме една новост во која што сте најопремени тогаш кога ќе треба да се помогне во неврохирургијата. Попреку ова, значи повредите што ги збориме како повреди, нашата болница оваа година многу инсистираше и отвори еден огромен, голем и добро опремен современ ургентен центар, во кој што има ноштов запослено доктори само за ургентниот центар, значи со повеќе кревети, боксови, кај што пациентите едноставно можат одма да се примат, да се реанимираат, викаме, да им се помогне од прва рака. И одма после тоа може да се испитаат, да се направат одни испитувања, одма во самиот момент после тоа. И исто така ме напомнам дека за потешки пациенти, кои што им треба интензивна нега, нашата болница исто така направи големо реновирање на интензивната нега, направивме на перфектна интензивна нега, сите модерни, најмодерни што се внатре
апаратури и што е многу битно, значи со луѓе веќе обучени луѓе кои што работат внатре, тоа се пред се значи обучени анестезиолози од сите профили, имаме обучени сестри исто така од сите профили, а од мојава гранка, што неурохируршкава гранка, сакам да кажам дека значи пациентите имаат на 24 часа нейрохирург онкол, значи на повик. Нейрохирург може да дојде у било кој време тие 24 часа. Докторе, вообичаено е во народот да се зборува кога дојде до немили последици, кој вели, абе повреден, ама не е на глава. Ама опасно е, во главата е повреден, така народот си ги крсти работите, а ние да искористиме вашето присуство овде. Што е неурохирургијата? Знам дека е гранка, неурохирургија е поблиско да ме објасните. По-голема гранка, значи неурохирургија не се бави само со глава, односно мозок. Неурохирургија се бави со тоа со комплетен рметен мозок, рметна мозговина или пак медула спиналис, како сака на латински. Исто така се бави со сите периферни нерви. Значи, в принцип, се што е поврзано со нерви, со импулси, се бави неурохирургија. Би било многу интересно да кажеме за глава. Така. Значи, главата, ако земете да гледате како анатомски зборам сега, имаме една слика, може првата слика. Режи, ќе ве замолам следовите на професора да може да ги коментираме. Значи, главата не е само мозок, вака просто кажено. Главата е покриена, како што гледате, значи имате кожа, подкожно ткиво, па имате коска, што ние викаме череп, па имате под коската една тврда обвивка што се гадура матер, па една пајаженаста обвивка, гледате тука во вид на пајажена, низ која тече стална една течност, таа се ка ликвор цереброспиналис, и после тоа под таа обвивка има две малечки обвивки, се наоѓа значи мозокот. Значи сакам да кажам, кога ќе кажете за глава, имате вие неколку, да не речеме групи на повреди кои што се битни за главата, сега дека најважниот тип на повреди е повреда на мозокот дефинитивно. Пред некој ден, професоре, овде зборував на една емисија, бидејќи се пронајде една од застанатите книги на Чарлс Дарвин, пред да ја напише теоријата, во која што зборува за неговата обсервација за видовите во светот. И вели, на крајот ќе се согласам само дека човечкиот мозок е врвот на еволуцијата. Па, у секој случај тоа е точно, затоа што фактички од сите животни видови, само човекот ги има развиен, најразвиен тој човечки, мислам, тој мозок, со сите негови, да не речем, структури. Особено битно е дека човечкиот мозок има кортексот, а кортексот има никој од другите овие животни, барем во овој степен како што е кај луѓето развиен. И заради тоа е веројатно дека претпоставувате за ова работа со Чарлс Дарвин. Што сакам да кажам дека за овие повреди на главата, значи имате повреди на меките ткива, кои што ние сите ги гледаме и кој ќе видиме некој вака крвари да речеме на глава, речеме лелево има тешка повреда, фактички нема ни тешка повреда, има само повреда на ткивата од типот на кожа, подкожно ткиво. После имате повреда на коска. Повредата на коска ние викаме, значи општо се познава како значи фрактура. Имаме најразлични типови на фрактури. Например, фрактура има може да биде во вид на линија, фрактурата може да биде вдлабнава внатре, викаме импресивна, значи вдлабнатина фрактура или експресивна, импресивна фрактура. И фрактурата може да биде исто така, што е за нас исто така и за луѓето многу битно, фрактура на базата на черепот. Фрактурите на базата на черепот се многу опасни фрактури. Тие опаѓаат фрактури на предниот дел, значи на базата на чело, некаде над окото рачунете или позади окото. Фрактурата е така наречена средна јама, не дека тука што е сместено увото, и фрактури на задниот дел на ломањето или позади задна ломанска јама, кај што се наоѓаат битни мозочни центри. Фрактурите како фрактурите на коска не се ни многу опасни. Да, во превод скршеница, нели? Да, скршеницата на главата значи не е многу опасна и таа ништо не би било опасно ако под коската таа фрактура не ги повреди некои крвни садови. Во тој случај крварењето, особено на таа тврдата мозочна обвивка, може да предизвика хематоми. Покосно ќе кажем дека тие хематоми може да бидат значи над обвивката или сега може да кажем над обвивката и викаме епидурални, екстрадурални хематоми. Може да бидат под обвивката, тие се викаат субдурални хематоми нормално и може да бидат во самиот мозок внатре се викаат интрацеребрални хематоми. Кај сите овие три хематоми што е битно? Битно е дека тие раснат, волуменски раснат и пошто черепот нормално е на затворена кутија, кој што не може да се шири, нели? Тоа не е стомак да може да расне, него затворена кутија. И во таа кутија тој мозок
не може да прими додатен волумен на ваква крварење, макар и мал волумен да биде, и настаното оштетување на мозокот. Викаме настаното мозочно оштетување. Докторе, навистина повредата на меките ткива, како што велите вие, или на коската, не се животоопасни, или најважно е кога да не се повреди мозокот, но при разни удари, колку тоа влијае врз мозокот, ние, како што велиме, потрес на мозокот или така? Што е, како е каузалната поврзаност? Само да кажем една ствар. Значи, кога имате крварење од поглавината, значи од кожата, тоа не може да биде толку многу опасно, додека, у принцип, зашто тоа летко човек може да искрвери од таа. Значи, кога ќе кажеме крварење, значи не може да искрвери од таа. Но меѓутоа, кај деца мали, такво крварење може стварно да предизвика дури и крвна загуба. Значи, кај деца мали, такви повреди може да бидат поопасни нормално него кај поголеми луѓе. Втора, внатре во мозокот постои така наречен мозочен притисок. Како што имаме притисок, крвен притисок, значи имате вие викаме интракраниален притисок, што е многу битно. Секое зголемување на тој интракраниален притисок предизвикува исто така додатно придвижување на мозокот внатре во самата таа черепна кутија. Постојат два отвора на таа черепна кутија доле на база на лобањата, низ кои што може мозокот да се привлече. Арнорма во такви отвори вие немате место за додатен волумен на мозок, и такво, значи, придвижување, ние го викаме инкарцерација, во таков еден отвор може да предизвика оштетување на битни мозочни центри. Значи, центрите за дишање, за срце, за некои вегетативни појави, да речеме повраќање, не знам, таму, температура, електролити. Сите тие се наоѓаат на многу мала зона баш околу тие отвори доле на база на лобањата, и секој придвижување на мозокот према таму, према долу, може да биде фактички животозагрозувачки. Потоа може да умре пациентот. Така, што се случува при повреда? Рековме за зобе, што се случува во главата при повреда? Рековме за некој од облиците. Значи, сега ние збориме фактички, освен вака отворени повреди, вака просто кажано. Како што рековте, гледавме... Значи, постојат и затворени повреди. Има една слика, втората слика може да видите. Режија ве молам. На втора... Режија ве молам втората фотографија. Во затворените повреди на мозокот имате вие, значи, директен удар на едно место. Меѓутоа, мозокот, пошто се наоѓа на черепна кутија и пошто се наоѓа обвиткана со течност, тој удар прави ударни бранови. Значи, тие ударни се пренесуваат низ мозокот и шетаат низ мозокот. Фактички може да е од другата страна на мозокот, и нас оштетување и од таа страна на мозокот, ние викаме контра ку повреда. Значи, не е само директно на повредата на мозокот, него и другата страна на мозокот. Второ, мозокот е многу осетлив на различни сили од типот на ротациони сили, движење напред-назад, лево-десно, или пак движење бочно или под некој агол. Во сите тие движења мозокот страда. Особено страдаат белите, овие викаме аксони, тоа се белата субстанца во мозокот, или аксони, тоа се врпци, кои што ги поврзуваат нервните клетки помеѓу себе. Страдајќи такви бели врпци доведуваат до знаците на, ние викаме, дифузна мозочна повреда. Најлесен тип на таа повреда представува комоција од церебри или потрес на мозокот. Да. Значи, затоа и потресот се манифестира, меѓу другото, со што? Со загуба на свест, понатаму пореметување на равнотежа, може да има некои вегетативни сметњи, не знам, повраќање, може да има потење, може да има меморија, загубена меморија, неколку секунди, неколку минути, може еден сат да биде меморијата загубена. Меѓутоа, колку поголема загубена меморијата, толку имате потешка повреда во ствари на мозокот. Очигледно дека моите гледачи знаат за вашето гостување и меѓу нив има некој кој му е потребно тоа. Режија ве молам, можеме да го вклучиме гледачот? Ќе ми простите за ова, сепак сме заради нив овде. Добро. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, професорот Лозенче. Јас се јавувам од Штип сум и сакам докторот многу да го поздравам. Има правено намажеме операција и испадна многу успешна. Имаше од мозочен удар. Анеуризма. Повелете, имате некој прашање или констатација до професорот? За да го поздравам доктор и многу сме благодарни. А мажо ми се вика Ристо Кожухаров, не знам дали ќе се сете доктор. Јас си благодарам што се јавите, докторе, пријатно. Да кажеме само дека ние во вториот дел ќе збориме нели за крварење и за мозочен аневризма, точно тоа, така да баш ќе биде постои интересно. Зборуваме за повредите, симптомите. Како лаиците лаик човек да знае дека има повреда на глава, освен ако не е отворена, крвави или не знам.
Значи прво самата анамнеза викаме, значи имате повреда од пад, од удар, од собраќајка, не знам, па дори може да биде, не знам, удар, било каков удар може да е, нели? Тоаш имате анамнеза, викаме, историја, нели? Второ, пациентот одма после повредата ќе се пожали дека има загубена, вие ќе го видите или некој ќе ви каже дека он има изгубена свест, макар и неколку секунди, не е тоа битно. Второ, самиот пациент ќе ви каже дека он му се повраќа или има нагло на повраќање. Пациентот може да ви каже дека има вртоглавица, па не може да стои, па мора да седне, па после пак ќе застане. Пациентот исто така може да ви каже дека се поти, например, или дека има срцебиење. Сите тие симптоми укажуваат дека пациентот преживеал некој тип на потрес на мозокот. Така. Професоре, како деца, знаете, децата имат се многу по ефектни, трчаат таму вамо, скоро да нема човек кој како дете не се ударил глава или ние нашето размислување малечко е, па добро ќе му помине и така натаму. Но процентите на ова што кажуваме на почетокот кажуваат дека не е така, дека понеразвиените земји, барем она што е статистички влезено, со фрапантен бројот на деца кои имаат повреди на главите и последици од тоа. Точно или преска кажеме, значи 75% од повредите на целото тело кај дечиња, од 75% однесуваат на повреди на глава. Тоа е точно. За среќа, кај децата немате вие толку тешки повреди на мозокот внатре, затоа што ипак децата имаат повише количина на течност во мозокот, и второ, самата нивна череп е по-мек, значи не е тврд. И трето, кај деца што уште нема затворена фонтанела, кај нив па има можност да се растерите тој инцидент. Ошто реклете вие кутивчето. Да, значи кутивчето веќе е отворено, значи да се растерите тој притисок на некој начин, имаат полесен тип на повреда. А иначе, ако се назнавно повреди на мозочни стебла, викаме, значи центар на мозокот, такви повреди кај деца, мали се исто така опасни и може да завршат исто така со голема смртност. Така. Повелете, професорот. Режи и гледач. Повелете прашање до професорот Лазарче. Абе, не сте нормален да видам тоа водител. Ништо сгреши. Нешто погреши во бројот, но се надевам дека мојот гледач ќе преиспита што сакаше да праша, но таква е проблемот со телефоните. Зборувавме за повредите и кај децата, но и кај многу, како и кај многу работи во животот имаме нешто што е ургентно, неургентно, поопасно, живот опасно, како што велите вие или не. Како е таа градација? Значи повредите, уопшто повредите на мозокот се делат на лесни, средно, тешки и тешки. Тоа не е го градирано према специјални скали, нашата скала се Глазгов скала, и према таа се има таму бројки, и од бројка знаеме ми од принцип, кој ќе го видиме пациентот во кој тип на повреди спаѓа. Значи лесен повреда, например, рековме преска е Глазгов скала 14-15, тоа се повреди на мозок. Тоа се потрес на мозок. Типот на лесни повреди може да биде, значи средни повреди, тешки повреди може да бидат типот на контузии. Контузија значи просто кажеме модрица во мозочното ткиво. Таа модрица, значи рековме преска, може да биде напред, може да биде позади, може да биде контра од другата страна, меѓутоа таа модрица од своја страна предизвикува такви метаболни процеси во мозокот околу незе, така да мудрицата, да речеме, ако било, да речеме, 5 см, тако себе има прави таков оток на мозокот, тако поранетување во крвно снабдувањето на околното ткиво, така да може и околу незе тоа ткиво да почне да се оштетува. Тоа е концептот така наречен на примарна и секундарна мозочна повреда. Значи, примарната представува примарниот импакт на мозокот што имаме преска, а секундарно што имаме пред ова што околу него се развива. Значи, тоа е повторно предизвикување од мозочен едем, значи оток, едем, од пореметово на крвно снабдување во тој дел на мозокот, од различни импулси или создавање на некои екситаторни, некои импулси, тоа се аминокиселини специјални кои што предизвикуваат додатно оштетување на мозочните клетки, значи не во центарот него околу нив, така да сето тоа доведува до така наречено секундарно мозочно оштетување. Значи ако импактот бил, да речеме, повторам, една маса од 5 см, тоа секундарно оштетување може да биде 8, 9, 10 см во околината оштетување. Фактички, ние, како доктори, сега што можеме да направиме, можеме да го превенираме ова секундарно мозочно оштетување. Зашто? На примарното оштетување мозокот ми не може да влијаеме. Тука веќе оштетен мозочно ткиво и тука нешто многу не може да се направи.
Може да се направи само на ова, да се превенира тоа секундарно мозочно оштетување. Да не биде после 20 на години нарасте толку што полечи многу други последици. Докторе, ние имаме и правила овде во телевизијава, Да. значи една минута ЕПП, па ќе продолжиме веќе половина час разговараме. Добро, тамо. Режија ЕПП, па ќе продолжиме. Влегуваме во вториот дел од емисијава, а имаме и гледач кој има потреба од тоа да поразговара со мојот гостин. Режија, може да го вклучите гледачот? Повелете во етер, во емисија сте. Да не изгуби трпението, да не го изгуби трпението. Добро, може да се јави. Може по... Режија во емисија е добро. Ќе го замолиме да се јави уште еднаш. Мораме да се одложиме на оние кои според нивната потреба се рекламираат кај нас. Правилата се правила. Професоре, да продолжиме ние со нашиот разговор околу тоа, како што рековме, ги слушаме честопати извештувањата од вашите колеги, па имаше крварење во мозокот, па престана крварењето во мозокот и така, стручно вие знаете што е. Зашто се работи? Значи, преска напомнавме нели тоа дека тие втори секундарни повреди може да значат и крварење во мозокот, реков и преска, значи над обвивката, под обвивката во мозокот натре. Што е битно за разгарувањето, значи? Тој е компресивен ефект преска што зборевме. Значи, пациентот нема да умре од тоа што он искрварува, значи, во мозокот, да бидеме реални. Дури кај тие пациенти, дури притисокот не е никош скоро низок. Ретко се дешава да биде низок притисокот, како кај други крварења. Значи. Напротив, притисокот може да дури висок. Меѓутоа, тие предизвикуваат, значи, симптоми на инкарцерација, значи, поместување на мозочни маси внатре во таа черепна кутија, притискање на битни мозочни центри во тие процеси што ви кажа, што зборуваме преска, и настанува смрт. Значи, многу брзо може пациентот да ви западне во длабока кома и во смрт, ако не се изведат тие мозочни крварења. Значи, епидурални, субдурални хематоми и интрацеребрални. Да тоа кажа преска, те сега така начини компресивни хематоми или компресивни крварења, кои што ви мора да не им правите декомпресија. Декомпресија може да се направи што побрзо. И затоа збориме ние дека тие се фактички или тоа се најургентни состојби. Значи после крварењето овие се најургентни состојби што постојат уште во човечкото тело. Значи тие хематоми може многу брзо да се отстранат. Иначе мозокот многу брзо ќе заврши со смрт. Ова барем ние новинарите кои ги следиме известувањата од разните случаи од животот и вообичаено е што велите вие дека лекарите велат го сопревме крварењето во мозокот продолжува во животна опасност. Тоа е ургентноста на оваа постапка? Да, апсолутно. Значи оваа постапка е една од најургентна состојба е крварење компресивно во мозокот. Така. Крварењето исклучува се вади, значи, хируршки. Да бидеме реални. Значи, пациентот мора да биде трансфериран во установа кај што може да се реши ова компресивно крварење. Во принцип тоа го работат, значи, неурохирузи. Порано пред на 20 на години имаше теорија дека можат и општи хирузи да работат оваа работа и некојаш и работи, а пошто немаше тогаш многу неурохирузи, ама сега пошто има доста број на неурохирузи, така да секој од нив може да направи оваа декомпресивна трепанација, да го извади тоа крварење. И на некој начин да направи хемостазија да го сопре тоа крварење. Значи, тоа сопирање на крварење едноставно ќе го спаси животот на пациентот. Значи, ние сме пациентот доаѓа свесен, брзо за 15 минути запаѓа во кома, правиме испитувања, гледаме ако има крварење, се оперира после тоа, другиот ден веќе свесен станува на нос. А ако не би се оперирал, он би завршил лошо би умрел. Така. Затоа се многу битни ургентни состојби. Затоа се и ургентни брзи. Апсолутно. И во разговорите кога разговараме со вас од медицината, нашиот најгрижели дневие, но најважно е да ве прашаме, а како ни да зачуваме главата? Па да ви кажам се, слушате законските измени, опште во светот законски измени, така да се прават пуно работи да се избегнат овие едноставно тие викаме примерни повреди на мозокот. Например, носење на шлем кај мотоцикли или шлем кај велосипедисти, овозможува при пад на глава да се намали тој притисок врз тој движење на мозокот. Бродажните работници и останати кои се исто така, значи тоа што мора да носат шлемови, не знам, може да носат некои шипки заштитни што ги врзуваат за нешто да не паднат и така. Исто така за и во денешниот живот дома во бањите, например.
ставање на шипка за држање, например, рачка, значи за држање, или не знам, ставање на нешто се против клизање, некои такви подови. Тоест, се тоа мерка да се спречи, значи да се превенира мозочна травма. Така. Професоре, ние ги искористиме не само вашето присуство, туку и технологијата која денес ни дава можност да гледаме некои работи кои досега не можеме да гледаме. Вие донесовте една снимка која јас би ве замолил, режијата нека ја пушти, вие ќе коментирате зашто се работи стручно, а повторно ако се јави некој од моеве гледачки... Не, ако може претходно да покажеме една слика што се брои 5. Повелете. Режија. Таа слика ќе ги видиме тие. Фотографија број 5. Нека пишеме преска крварење на схематома мозокот се тие. Не, ова е слика, значи покажува како изгледа повреден со повреда на базата, предната база на черепот на лобањата. Тоа е многу тешка повреда, затоа што предизвикува меѓу другото и знаци може да направи воспаление менингитис на мозокот. Така. После таа снимка имаме една друга снимка, на која што Режија, може да ја видиме и последната фотографија? Не, ова е снимка што покажува како изгледа една фрактура, значи черепна фрактура кај едно дете на рентгенска снимка. Ние преска не кажеме дека испитувањето главно се должат што прават со рентген. Главното сниме што треба да се направи, има друга снимка после тоа. Главното сниме што треба да се направи кај пациентот е компјутеризирана томографија на мозокот. Тоа се рачуна за златен стандард во испитување на секоја мозочна повреда. Еве овие се значи тие крварења што ви ги кажав претходно. Од десната страна имате значи крварење субдурално, левата имате интра, овај лева најдоле лево имате интрацеребрално и горе имате така наречено епидурално крварење, што се три вида на хематоми компресивни, кои што мора да се извадат да се оперирава. И тоа е итно како што велите. Значи ова е најитна патологија што постои во човечкиот организам фактички. Така. Речија, ќе можеме филмот, па професорот ќе коментира зашто се работи, доколку се вклучи некој од гледачите, ќе го вклучите, а ќе ја стопирате снимката. Да ја ние видиме што ќе искористиме можноста професорот овде на лице место да ни искоментира нешто што и не може секојдневно да се... Нека збориме меѓувреме, значи ова се работи фактички за што рече преска пациентката, ова е аневризма, мозочна аневризма. Меѓутоа не е толку битно аневризмата колку што е битно да се збори за така речена истина ургентна состојба во неврохирургија што се вика интрацеребрални крварења. Значи интрацеребрални крварења представуваат крварење внатре во мозокот, кои што најчесто се должат, мора да признаеме кај пациенти, значи со висок крвен притисок, и тие спаѓаат во типот порано се викаше шлок или удар мозочен и така, значи крваречки шлок практички представува овие интрацеребрални крварења. Покрај, значи, аневризмите, покрај хипертензија, значи, зголемен крвен притисок, што е главна причина за овие крварења, постојат и, значи, така наречени мозочни аневризми, кои што даваат отприлика околу 20% од сите крварења во интрацеребрални крварења. Меѓутоа, ако се спори нивниот морталитет, значи кога тие би крвареле, што може да се деси со пациентот, значи дека од 40% у старт нивното крварење завршува со мозочна, односно со смрт. Затоа се тие многу битни крварења од мозочни аневризми. Иначе мозочна аневризма фактички представува едно прешивување на крвниот сад, кој што се јавува се уште после теоријата, значи конгенитална, че таа веќе вродена. Пациентот си се родил така, ја има таа проширување, меѓутоа со текот на времето, дали од притисокот, крвен притисок, најчесто сите имаат тие зголемен крвен притисок, едноставно таа аневризма пукнува и дава крварење во мозокот. Тоа крварење може во самиот мозок, значи интрацеребрално, како преска што рекол, меѓутоа може да биде во обвивката околу, од таа пајажинаста обвивка околу мозокот, што се вика субарахнеално крварење. Така. Можеме да продолжиме со снимката. Докторе, ова го гледам овде и ние, затоа сте ви експерти, ние сме лаици, гледаме лаички, кога гледаш овде изгледа толку прецизно, бидејќи за... Значи, што сега да покаже, што е поентата на овој тип на операција? Вие мора да стигнете до аневризмата што по-прецизно да не повредите здрава мозочно ткиво или здрав било кој некој нерв или некоја друга артерија што е поврзана со таа аневризма. Ви морате исклучно да стигнете до тоа аневризма, тоа се вика балонче или аневризма, и да затворите само неа. Ви не смете да повредите танки крвни сачења кои што се тенки, да речеме 0,01 сантиметар. И вие затоа мора да работите очигледно со зголемување, што се вика кај нас го работиме со оперативен микроскоп. По такво зголемување и такви може да видите такви мали крвни сачења да не ги повредите. Зашто може да се деси да ги повредите за време на операцијата,
И пациентот дури после да би биде полош, чак тоа више, затоа што тие констатации предизвикуваат пореметување во исхраната мозочното ткиво и на здраво мозочно ткиво. Професор, може да прашам овде, велиме крварење во мозокот. Тоа е како процес или искривување во мозокот? Например, сакам да прашам дека ако од едно крварење останало, како што вие велите, ќе се исчисти, ако има постојано крварење, сам подолго време? Не, ако има постојано крварење, пациентот може да заврши лошо, значи да екзистира. Не од тоа што ќе скрвари, него тоа што мозокот едноставно почнува да ви каже разбурена преска. Такви метаболни процеси настануваат, такви биохемиски процеси во мозокот настануваат, што автоматски водат до уништување на мозочната клетка. Веројатно дека сите гледачи знаат дека мозочна клетка во принцип повеќе од 15 минути не може да издржи без кислород, односно без исхрана гликоза. Значи после 15 минути така мозочна клетка веќе умира. Кога мозочната клетка ќе умре, вие не може да ја надокнадите со ништо таа мозочна клетка. И ако таа мозочна клетка има некој центар што е битен за живот, не разбориме преска, да речеме центар за дишење, центар за срце и така, во тој случај пациент логички дека ќе заврши лошо. Така. Оти многу пациенти, зашто пациентот умре, имаше да речеме крварење. Значи никој не ги сваќа овие биохемиски процеси. Не во прашање крварењето. Видите, во периодот пациентот ќе го сопрете тоа крварење. Меѓутоа веќе тие биохемиски процеси, ако започнале, а ние немаме лекство што може да влие врз тие биохемиски процеси, автоматски тие ќе завршат до лош исход. Професоре, да ја погледнеме уште снимката, па ќе ја прашаме едно друго прашање. Еве, може снимката нека се тече, нека се тече. Режи, оставете снимката ако се јави случајно. Значи пристапот до таа ануризма, како се стигна до неа, како треба се препарира да се еклипса, да. Секогаш го поставам ова прашање на вашите колеги кои секој сегмент од медицината има свое значење. Како вие прво како професор, а после и пациентот, колку е важна психолошката стабилност на пациентот по оваа операција, можноста тој брзо да се врати во живот? Значи да бидеме реални. После ваков тип на операции, кај вакви ануризми со големи крварења субарахноидални што ги викаме ние, пациентите скоро 40% имаат некои испади психички или психолошки. Дали пореметување меморија, дали имаат некои емоционални пореметувања, може да се многу разразливи или се многу депресивни, или може да бидат агитирани дури, према околината бидат агитирани. Значи, поновни имаат, скоро 40% имаат вакви испади после операција. Така. Тоа е последица... Дори тоа може да трае до година дена, не е ништо чудно. Така да после тоа ќе се бават со нив, значи, психолози, психијатри, они примаат некои лекови за тоа и така. Вие знаете колку е долга снимката? Не, снимката е доста долга, значи тука не е нешто посебно. Се гледа како се препарира, тоа имате од десна страна, кај два краниални нерви, тука имате една артерија што е многу битна за мозокот, оваа артерија го се повреди, ќе настане такво карање што мозокот едноставно после тоа веќе се уништи и не може да живее тој пациент. Што е многу предпазлива и прецизна операција. Ова вие ќе го пренесете на вашите студенти. Еве тука мислам дека сега ануризмата ова е недека од лева страна, недека кај едно топче, недека од крвниот сад бочна, значи од левата страна. Таму ќе почне да се гледа таа ануризма што треба да се затвори уствари. И што дава крварење претходно. Така. Ова ќе се гледат вашите студенти и вие во работата. Професоре, многу важно и одговорно е секое третирање на човечкиот организам. Ова као последица од вашиот одговор, 40% од луѓето имаат одредени проблеми, нали? Ако е зарасне нога, веројатно ќе има и психолошки проблеми. Меѓутоа не се манифестираат исти, не се со таков обем и со таков квалитет, можни се и некои други асоцијални однесувања и така натаму. Затоа 45 минути зборувавме и за потребата за ова да се проговори, за заштитата, но и она што вие го правите. Имаме актуелност поради овој големиот број на сообраќајни случаи, но најважна работа е подигањето на општиот степен на медицинска култура. И овде како новина можеме да направиме една споредба. Она што вашите колеги го истражували, јас мислев дека американците имаат највисока медицинска култура, бидејќи најмногу вложуваат во медицината, но испадна статистиката дека највисока медицинска култура има швеѓаните. Можда. Така пишува по. Нисле на крајата да ми сева, јас морам да ви поставам и уште едно друго прашање, кој не е врзано за медицината. Ви се призивате Лозанче. Да. Неголемиот број од македонци, оние кои се занимаваат или сакат да знаат, вие
имате исто презиме како и големиот револуционер, членот на горскиот, на централниот штаб на Илинденското востание Анастас Лозанче. Да. Или фотографот од Битола. Точно. Од исто семејство сте. Од тоа семејство, да. Нисам не директно тој од него, него од неговиот брат. Така. Мислам тоа семејство. Никој не забиколива личност од Македонија, кога се веќе во Штип, не може да не се проговори за историја. Тоа е давно, така. Уште еднаш ви благодарам еве за 50 на минути за учеството во мојава емисија. Моје задоволство беше што ми бевте гостини, што зборувавме за нешто што не толку често зборуваме на телевизија, нали, зборуваме за вирози, настинки и така натаму. За овие комплицираниви работи не зборуваме, но одвоивте време, знам дека сте зафатен, но моите гледачи од Источна Македонија ќе можете да го проследат и се надевам дека ќе помогнеме во осознанието за тоа што се повреди на глава и како вие помагате. Благодарам уште еднаш. Пријатно. Благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, пријатна недела ова што останува во текот на денот, нели? Имате уште терминат уште час и половина. Пријатна вечер за оние во недела што си го организирале така, а утре работен ден. Јас и вие точно во 8 утре на ова исто место со случките од денот и работата на моите колеги од дената редакција. Довидување до новата абецеда за 2 недели, повторно со некој еминентен професор, доктор од Аџибадем Систина и репризите со соработка со мојот колега Косакатов, кои вие ги барате. Добивам голем број на пораки, на јавувања да ги репрезираме. Она што ни дозволува законот, ние тоа ќе го правиме. Сите вие во регионот следете го на ваша и општо човечка полза. Довидување до утре вечер.